2 април од страна на Обединетите нации во 2007 година е прогласен за меѓународен ден на свесноста за аутизмот. Веќе од 2008 година со низа на различни настани, овој ден се одбележува ширум светот во многу земји. Така е и кај нас. Во време кога се повеќе зборуваме за разбирање, прифаќање и вистинска инклузија на лицата со аутизам, денес разговараме со човек чија што научна мисла и човечка посветеност представува една своевидна мисија во оваа област. Тој е истражувач, едукатор и гласен застапник на правата за достоинство на лицата со аутизам, чие што дело има извонредно значење не само за македонската стручна јавност, туку и за научната мисла на меѓународната сцена во оваа област. Имам чест и задоволство во издание на емисијата Неделен магазин да разговараме во следниве минути со професор доктор Владимир Трајковски. Професоре, добре ни дојдовте. Добре ви најдов. Благодарам за прекрасната најава. И секогаш со задоволство гостувам во вашата гледана и ценета емисија. Благодарам што е така, професоре. 26 години се навршуваат. Влегувате всушност во 26-тиот циклус, кога станува збор за Македонското научно здружение за аутизам. Вие сте еден од основачите и председател на истото. Професоре, што е тоа што ве прави најгорд, ако погледнете наназад во изминативе години? Да, токму така, минатата година во мај прославивме еден 4 век, сега веќе овој мај 26, убаво сте нотирале. Многу работи ме прават горд, но навистина работата со деца и со лица со аутистичен спектар на нарушување е огромен предизвик и еден мотор, би рекол, кој што ме движи сите овие години од 2000-те, од кога го основавме во мај здружението. Лани со една достојна прослава на Филозофскиот факултет во Скопје, каде што и нашето седиште, со гости, каде што имаше пред се стручњаци, но и родители и деца со аутистичен спектар, кои покажаа што знаат и што умеат. Навистина обележавме еден јубилеј кој за некого може би представува мала бројка, 4 век, но за нас е навистина голема историја и гордост е да можете да помагате на оние кои што навистина им недостасува емпатичност, им недостасува разбирање од средината. Ние уште во 2011 први сигурно во Македонија, значи 3 години од како почнува чествувањето на 2 април, ние направивме еден голем настан пред споменикот на мајка Тереза и по неколку наврати повторивме така големи настани, но сметаме дека свесноста е подигната на доволно ниво. Сите овие години аутизмот од невидлив проблем во крајот на 90-тите и почетокот на 2000-те, ние некако како здружение успеавме да го подигнеме на една повисока лествичка и да го предочиме пред општеството, пред авторитетите. Колку сме успеале, не сум баш многу сигурен, но ние се трудиме, но не зависи само од нас, бидејќи ние сме само невладина организација, ние сме стручњаци, експерти. Сепак главниот збор го имаат оние кои што ја водат државата, како на локално, така и на национално ниво. Сметам дека навистина имате со што да се гордеете во изминативе 26 години, ама само ако дозволувате. Да ги спомнам само некои моменти и фрагменти од времето во последниве 3 години, да кажеме. Во мај 23-та станавте генерален секретар на Македонската асоциација на уредници на медицински списанија. Да. Член сте и во уредувачките одбори на 5 меѓународни списанија. Членувате и придонесувате во работата на различни тела на меѓународни асоциации и друштва.
Во декември 2023 година станавте и член на Европската академија на науките и уметностите и така натаму и така натаму. Последно, што всушност значи за вас лично, ама што значи тоа и за научната мисла, научната јавност во земјава? Голема чест за мене беше и гордост секако да станам член на Европската академија на науки и уметности со седиште во Салцбург. Тоа е едно престижно признание и можам да признам малку на шега со моите најблиски, се шегувам дека е полесно да се влезе во Европската академија отколку во нашата Македонска академија на науки и уметности. Сега не би завлегувал во некои критицизми, но тоа представува една голема мотивација, иако јас и претходно во моето секојдневие работам на високо ниво, со висока енергија, но ова ми даде како еден дополнителен елан и тоа представува секако не само за мене, значи едно признание, туку на европско ниво, на европска сцена, како што веќе и напоменавте, туку може да представува и пострек за нашите помлади генерации, дека ништо не е недостижно. На крајот на криштата не сум ни ја единствен член, има повеќе членови, главно некои академици од МАНУ се и членови на оваа Европска асоциација со седиште во Австрија, но има и неколку поединци кои што се само исклучително таму членови. Сметам дека моето членство таму ми дава можности за повеќе интернационални проекти во иднина и последниве 3 години веќе скоро. Понатаму дава можности за вмрежување и дискусии, затоа што навистина се организираат доста интересни вебинари со академиците од разни европски земји, така што сметам дека навистина можам да направам еден уште поголем скок во последните години што ми остануваат од околу 10 години до моето пензионирање. Иако сметам дека јас никогаш нема реално да се пензионирам. Ќе продолжам и понатаму после тоа официјално пензионирање од Универзитетот Свети Кирил и Методи, поточно Филозофскиот факултет каде што работам. Сигурно дека ќе во невладиниот сектор и со други активности, подржувајќи ги родителите и семејствата. И ви благодарам што ќе биде така. Навистина ви благодарам, ама од тука... Само здравје да имам. Секако. Дај Боже, како што би рекле нашите стари, ама ги спомнавте семејствата на лицата со нарушување, нели, во аутистичниот спектар. Која е најголемата лекција што ве промени како човек од сите овие средби, работење, активности, подкрепа, поддршка, подигање на гласот во нивно име и на луѓето со аутизам и на нивните семејства? Одлично прашање поставивте. Господја Каролина, навистина сметам дека секојдневно се учат лекции од нив, но лекцијата за тоа како да се стане почувствителен, поемпатичен, да можете да им помагате во било кое време, е онаа лекција која што ме направи мене и посилен и помоќен, да кажам, за тоа што треба да се слуша нивниот глас, речиси секојдневно, и да може да им се даде таа поддршка, инаку не би имало смисла ова што го работиме. Ако вие немате доволно емпатија, сочувствителност со самите деца и лица, ако не им излезете пресред, знаат некојаш да ми напишат и навечер пораки обично на месенџер и така натаму, јас дури да е тоа доцна после полноќ, знам да им одговорам, не чекајќи наредниот ден, затоа што ги знам нивните маки, нивните проблеми, тие навистина патат секојдневно, бидејќи не се доволно разбрани од системот и сметам дека на некој начин таа мисија ја исполнувам. Сега колку сум успешен, тоа ќе го ценат сепак тие. Таа лекција, значи, на емпатичност и на сочувствителност можеби е најголемата лекција што јас досега научив, иако можеби е субјективно да кажам, но од мали денови така сум воспитуван од моите родители,
од татко ми доктор и мајка ми социјален работник, како да бидам емпатичен и можеби за тоа и сум ја одбрал доктор медицинската професија и да станам доктор по медицина, да помагам на еден начин на луѓето колку што можам и умем. Секако дека има и тоа каква голема основа ова што го велите, затоа што велат дека вистинските вредности се носат и почнуваат, потекнуваат од семејството. И да се вратам кај семејствата, и самиот го зачнавте моментот за тежината и речиси постојаното патење, не само на човекот со аутизам, туку и на оној концентричен круг околу него од луѓе. Кој е всушност најголемиот предизвик во нашиот систем со кој што се соочуваат родителите, односно семејствата, и каде всушност најчесто се губи индивидуата, човекот со нарушување во аутистичниот спектар? Во системот, во социјалната грижа, овие лица, овие деца и па и овие семејства, кажано генерално, имаат огромни предизвици со кои што се случуваат секојдневно. Тоа е без дилема, да нема ниту еден ваш гледач дилема. Секојдневно се под еден општествен притисок, како од клиничката симптоматологијата на своето дете, кое што или возрастен младенец, или може да е тоа и возрастно лице, над 27 години, секојдневно го чувствуваат тој притисок, плюс чувството на неразбраност од средината. Имате најразлични случаи кои што доаѓаат до мене, дали директно или индиректно преку социјалните мрежи, на секојдневно запоставување, непоканување на роден ден детски, например. Нашето општество и нашите семејства на невротипични деца се уште не се доволно почнате тој процес, ние го почнавме уште пред 26 години, но секојдневно има млади и родители и млади кои што дури не се ни свесни што представува, со какви маки се соочуваат овие родители и значи таа некоординираност исто така покрај неразбирањето од родителите на невротипичните, некоординираноста на системот. Еве, да речеме и да добијат диагноза. Во последно време се почесто добиваат диагноза. Порано и тоа беше проблем, кога започнав со мојот докторат во 1999 година. Но сега еве, да речеме дека понатаму немаат патека по која што ќе се движат. Значи, општеството не им овозможило патека што после диагнозата, каде да одам сега, се прашуваат родителите. Она меѓусебна кохезија што треба да имаат Министерството за образование и наука, Министерството за здравство и Министерството за социјална политика и демографија, поново, едноставно не се доволно координирани и родителите и семејствата воопшто кажано се губат на тој начин. Потоа голем системски проблем се оние транзиции. Да речеме, еве, убаво е што последните 4-5 години Министерството за образование и наука плаќа образовни асистенти. Тоа е одличен потек и добро што конечно и го сватија тоа. Но по завршувањето, да речеме, на основното училиште имаме проблем во средното образование. Таму не е решено добро со образовните асистенти. Понатаму упатувањето, насочувањето каде, во кое училиште би можело тоа и тоа дете со таа диагноза да оди. Не може да оди во било кое училиште, да речеме. Бидејќи не се сите училишта средни подготвени за да ги примат ваквите деца. Друг проблем, друга транзиција, тоа е од средно училиште. Еве, некои ќе завршат средно училиште, оние што се со нормален IQ, односно нормален коефициент на интелигенција, имаме проблем со вработувањето. Нашиот пазар на трудот не е едноставно подготвен. Зошто, професоре? Заради способноста на овие лица или можеби заради неприфаќањето наше? За жал не е заради способноста, затоа што овие лица можат понекогаш и да завршат повеќе отколку невротипично лице, особено оние повторувачки репетитивни активности кои што се можат да придонесат двојно повеќе од некој мрзелив, да го кажеме под наводници, работник. Значи не се работи за способноста, туку се работи за неподготвеноста на нашиот систем, на нашите работодавачи,
нивната недоволна едуцираност, дека аутизмот не е нешто страшно, особено не лицата кои што се со нормален, па имаме и со надпросечна. Некаде до 5% се со надпросечна интелигенција, така што тие можат и тоа како добро да завршат одредени работи, например во информатичката технологија, во некои работи каде што сами работат, например од дома, активности од компјутер и така натаму, можат да бидат, како што кажав, и попродуктивни од невротипичната популација. Повторно проблемот и тука е системски, значи потребна е едукација на работодавачите како во да кажам државните условно предпријатија, така и во приватниот сектор. Во приватниот сектор уште е по-лоша е сликата. Бидејќи таму сметам дека оние собственици на фирми, компании се комплетно незапознаени и ние како здружение се трудиме да едуцираме и преку вашата емисија дека треба што повеќе да примат на крајот на краиштата. Сепак мислам дека ќе бидат, ако ништо друго, и ослободени од некои даноци, така што еве јас од оваа ваша ценета емисија упатувам апел до сите работодавачи да вработат лице, да го повикаат на еден разговор, да видат, особено оние кои што кажав се со подобра коефициент на интелигенција и со евентуално и надпросечен, иако уште еднаш ќе повторам, многу ретки ги имат такви, околу 5% од целокупната популација со аутистичен спектар, но мора да се менуваат работите. Јас имам и истражување правено со мои помлади колешки, нивни дипломски работи, тие беа поразителни во изминатата деценија. Тие се поразителни истражувања, каде што во последната, втората дипломска работа во 2020 година, повторно таа ги потврди резултатите од 2011 година на другата студентка, дека во тој момент за жал имаше 0%. Мислам дека сега, и тоа е поразително, во декември разбравме од канцеларијата, да ги пофалам и нив, на Народниот правобранител. Таму има една колешка која што е член на нашето здружение, доктор Весна Костич Ивановиќ, која што ни информираше дека успеале со некои напори едно лице да вработат кон крајот на минатата година, но тоа не е достаточно и мораме да се бориме сите заедно, и ние како професионалци и вие како медиуми што ни отстапувате драгоцено време од вашиот медиумски да се подигне гласот на луѓето за достоинство. За достоинство, да. Тоа е многу важно, да им пружиме достоинство, да можат тие да се извинувам што ве прекина во следното прашање, да се доискажам, да им дадеме можност да заработуваат за себе и така нема да бидат на терет на државата, не е работата да земаат додатоци од државата, туку ќе ги растеретат сите оние фондови на Министерството за социјална политика и демографија, понатаму и за фондот за пензиско, инвалидско и така натаму. Меѓутоа, професоре, пред малку ја спомнавте технологијата, односно современата технологија, вештачката интелигенција, биомедицинските уреди. Можат ли истите да ги намалат некои од најголемите предизвици на семејствата и на луѓето со аутизам? Секако да. Вештачката интелигенција во последните 3 години има екстремно напредување и веќе се прават и проекти кај лица со аутистичен спектар. Например, тоа и порано се знаеше, но сега веќе се прават до толку добри уреди кај децата што немаат говор, се прават одлични уреди за таблет, како да можат тие да комуницират. Бидејќи еден од главните проблеми е нивната невозможност за комуникација, кај 40 до 50% за жал никогаш не развиваат говор, така што на нив мораме да им понудиме алтернативни и аугментативни комуникацијски уреди, така се нарекуваат. Исто така, други можности се разни уреди за визуализација, бидејќи познато е дека тие многу подобро учат визуелно. Друго, ние веќе имаме и проекти со кои што работиме во последните години во однос на очила за виртуелна реалност. Сега го спроведуваме тој
проект каде што работиме со една група. За жал, тука малце и родителите, мора малку да ги критикувам некои, беа поканети 20-тина на тие, планираме, почнавме од декември до мај, 6 месеци, значи едно истражување каде што потоа ќе произлезат и резултати. 24 сесии, 2 помлади колешки од Сдруженијето специјални едукатори и рехабилитатори. Еве да им се заблагодарам јавно, тоа се магистар Теја Петрушева и Весна Филиповска, кои што најмалку еднаш неделно во изминатиот период веќе спроведува 14 сесии, за кои што, ќе кажам за жал, максимум до 13-14 семејства, иако на списокот ни се пријави. Зошто, професор? 25, па некогаш Која е причината? Демотивирани се родителите, иако им е овозможен простор, овозможени очила за виртуелна реалност, преку тие очила сакаме да им ја подобриме самодовербата, нивното исто така разбирање за средината, нивното учење. Докажано е, значи со студии, дека очилата за виртуелна реалност многу може да помогнат, па дури и во нивните емоции да ги подобрат. Зборуваме за проектите, ги има навистина многу во кои што учествувате и како професор, како едукатор, меѓутоа и како член на Сдруженијето. На кој начин придонесува учеството на Македонија во Empowerable, односно проектот за унапредување на инклузијата на деца со аутизам во физичкото образование? Што тоа всушност, како ќе се рефлектира тоа, да кажеме, на образовната практика кај нас? Да, одлично Дали ќе се рефлектира некако? Одлично прашањето, ќе се надоврзувате и на претходно. Дел од оваа виртуелна реалност е дел од овој проект, но тоа е само еден дел. Сега на втората компонента да се надоврзам, преку физичко образование, ние веќе имавме едукации за наставници и професори по физичко образование и спорт и здравствено воспитување минатата година и сега ќе продолжиме. Уште не очекуваат во оваа година, бидејќи веќе сме во втората година и во август треба да го завршиме овој Empowerable проект, кој што е поддржан од Европската Унија. Тоа е Erasmus Plus проект, во каде што координатор е колеги и колешки од Литванија, Летонија и Турција и ние, Македонија, ние 6 партнери, ние сме единствени од Македонија, каде што даваме доста голем придонес во тоа. Во однос на физичкото образование, ние ги едуцираме, бидејќи никогаш не слушале наставниците и професорите по физичко образование, како на часот по физичко да се справат со дете со аутистичен спектар, кога ќе добие одредено предизвикувачко однесување, како да постапат во дадени моменти, како методиката на часот да е подобра за овие деца, се со еден цел да имаат подобра инклузија на часовите по физичко образование. Тоа е таа втора компонента, а првата беше виртуелна реалност, која што исто паралелно оди. Значи, децата со аутистичен спектар, овие 14, максимум до 15, доаѓаат некојаш и 12 семејства на сесија. Ја еве апелирам доколку слушаат тие што не дошле до сега да се вклучат, барем во последните колку остануваат околу 8-10 сесии до крајот на месец мај, затоа што тоа може да им биде од корист. Тоа ние не го наплаќаме, нема да имаат никаква загуба, времето што ќе го вложуваат во своето дете, така што нема причина да не доаѓаат. Потоа имаме во Летонија состанок каде што ќе се презентираат резултатите од сите овие 6 проектни партнери. Претходно во текот на летото одмор нема за нас. Секако. Посебно не и за мене, кога ќе треба да го подготвиме тој документ, бидејќи ние како Македонско научно здружение треба да го подготвиме, а другите да го прифатат или да дадат некои ситни забелешки и веќе да излеземе кон крајот на август со тој проект и да се презентира и пред Европската комисија. Ајде за уште еден проект би сакала. Тоа е раното откривање и протоколите за канцерот кај лицата со аутизам. Да, тука морам, тоа е одличен проект. И тоа е европска иницијатива, или? Да, тоа е европски проект исто, но една друга уште би рекол солидна, тоа е КОС програмата од Европската комисија. Тука тоа е веќе моја активност лична, не е на Сдруженијето. Таму сум поканет како професионалец, редовен професор. Скратено значи Cancer Understanding Prevention of People with Intellectual Disabilities, во кој што секако спаѓаат во 75% и лицата со аутистичен спектар.
доминантно е насочен само и на лица со интелектуална попреченост, значи како да се изградат стратегии за превенција на карцином кај лицата со интелектуална попреченост. Таму сум заменик раководител на проектот, што исто така ми припадна огромна чест. Овој проект почна во 2022 година, завршува оваа година во октомври и припремаме голема конференција каде што имаме и тука огромни задачи во јуни во Брисел, во срцето на Европа, 23 и 24 јуни. Кој е најголемиот предизвик во контекст на овој проект за вас лично? Па за мене лично предизвикот што доста ми одзема од слободното време, но горе-долу се справам како еден воркохолик или работохолик, да кажеме. Се справувам, успеам некако да се справам, посебно сега буквално секој ден по 10 мејлови, бидејќи влегуваме во завршната фаза до организација на таа конференција, па јас сум и раководител на таа сесија, четврта сесија за дисеминација на проектот и за организирање на конференцијата, па и председател на научниот комитет, па сега пристигнуваат абстрактите, треба да селектираме. Ние сме 5 души лица во тој комитет, треба да ги селектираме некаде 10 до 12, бидејќи за толку има средства, другите ќе одат хибридно преку Zoom. И сметаме дека на крај исто така и од ова ќе произлезе еден документ за европските политичари кој што ќе биде дисеминиран до сите европарламентарци. Едноставно како полесно да го правиме тој скрининг на, бидејќи докажано е дека карциномите на дојка, на дебелото црево и сите, да не ги наредам на панкреас, многу почесто се јавуваат кај лицата со интелектуална попреченост отколку во невротипичната популација. А тие, зависно од степенот на интелектуална попреченост, не знаат сами да кажат да првите симптоми, значи нема развиено дури и на европско ниво, нема доволно развиени програми за скрининг, за и стратегии, и ние преку овој проект сакаме, значи, да го подигнеме тоа ниво и мислам дека ќе има голем импакт, големо влијание, особено во Македонија. Ако нашите авторитети ги послушаат препораките кои што на крајот на октомври ние ќе ги продуцираме и ќе бидат објавени на нашата веб страница. И сега се доаѓам до оној момент за учебникот физиолошка психологија. Тоа е еден ваш поглед и научна мисла за таа врска помеѓу мозокот и однесувањето. Која беше причината, инспирацијата и целта на крајот на краиштата за издавањето, односно за создавањето на еден ваков учебник? Па причината беше што јас во извесен период, значи од моето професорување, претходно и асистентство на филозофскиот факултет, така во одредени периоди држев и вежби на Институтот за психологија, а во период 2018 и 2022 држев и еден предмет, еден хибриден предмет би го рекол, на молба на колешките и колегите од Институтот за психологија, кој што се викаше хумана генетика и физиологија, ги опфаќаше двата предмети за кои што сум јас избран, бидејќи не постои таков предмет на светско ниво. Фактички содржините што јас ги предав се содржини на физиолошката психологија. Во учебникот има поглавја за, например, генетската предиспозиција за нарушеното однесување. Имам едно поглавие и за аутизмот, секако. Физиологија на емоциите ја опишувам исто така. Тој излезе во 2023 година и сега, ете, морам сам да се критикувам себе во последните 2-3 години. Спремам трет учебник за аутистичен спектар на нарушување, бидејќи имам две поглавија каде што сигурно во 70-80% ќе биде комплетно ново. Морам да дадам едно поголемо дело на популацијата, како на родители, целите семејства, а и на студентите кои што го изучуваат овој предмет на нашиот. Од неодамна сте и директор на македонското поглавие на престижниот научен магазин за здравје и рехабилитација. Ова е исто така еден вид на лична, ваш начин, ваша борба да ја афирмирате македонската научна мисла пред светската јавност, и дали е ова начинот? Да, постојано работа. Секако е начинот. Тоа е веќе
3,5 години направивме. Во август 2022 година го конституиравме ова списание, како што рековте, Journal of Health and Rehabilitation Sciences, или списание за здравствени и рехабилитацијски науки. Тоа е она што покрај љубовта кон медицината и аутистичниот спектар, што мене ме оплеменува и што ми е исто така еден мотив, љубовта кон академското пишување и објавување, со кое што уште од 97 јас сум, значи, во рамките на тоа академско пишување и објавување. Морам овде јавно да упатам благодарност, тоа не е реклама, на Универзитетот Алма Матер Европеа, кој што веднаш застана, и на професорот доктор Лудвиг Топлак, ректор, и на неговиот заменик ректор, професор доктор Себастијан Кристович, кој што буквално лето на сред празници јас доаѓам на идеја, за еден ден се согласија да финансиски го подкрепат ова списание, и еве веќе 3,5 години индексирани сме во 50 научни бази на податоци, меѓу кои и според мене втората најзначајна во светот, тоа е Scopus, базата на податоци. Следен чекор ќе биде да се обидам во најпопуларната, таа што веќе и ја спомнуваат и во Министерството за образование и наука и е многу позната и во јавноста, Web of Science, која што во научните кругови најмногу се цени, таму најтешко се влегува, но со мојата упорност ќе се обидам. Која е првата промена, императивна промена која што треба да се имплементира во законот за да се почувствуваат и реално промените за достоинството на лицата со аутизам, според вас? Мора да се направи еден закон во кој што системски би се решило од моментот на диагноза, преку основно образование, средно образование, исто така здравствениот систем. Ние имаме сериозен проблем, бидејќи јас потекнувам тука, можам и слободно од медицинскиот факултет да критикувам, ние здравствените работници немаат систем на прием, немаат систем на комуникација, не знаат како да комуницираат со лице со аутизам ако им дојде на преглед. Немаат можности како, нема да го разберат ако дојде самостојно, на пример, особено ако нема нешто го боли или така натаму, малку да ја подигнеме и таа рамка на здравствените работници, значи една координација, тука една законска рамка каде што сите три ресорни министерства би седнале и би го решиле системски проблемот. Од рана детекција, диагностика, едукација, здравствена заштита и здравствена грижа и понатаму социјалните аспекти на вработувањето, добивање пензија, статус и така натаму, центри за возрастни, сето тоа недостасува. Голем број на предизвици, ви благодарам за вашата одлучност и за вашиот ангажман со една желба за ваше здравје и напредок и на семеен и на професионален план, да се видиме за добро во некоја следна емисија. Да, исто така морам ја вам лично да ви се заблагодарам што секогаш будно ги следите нашите активности и исто така многу здравје за вас и за сите гледачи а се во интерес на гледачите. Радиотелевизија. Да. Благодарам многу.